Здраво, јарци! Ајде заедно да ги толкуваме пораките кои ни ги праќа универзумот преку тарот картите и се за вас, драги мои, периодот кој следи и се љубовни ова пораки, значи се што ќе биде кажано ќе се однесува само на полето на љубовта во вашиот живот, полето на емоциите и ќе биде за многу од вас, затоа ви е добро да си ја препознаете пораката што е за вас, она што не обрнувајте внимание. И пред да започнеме, само кратко да ве подсетам, не заборавајте да се претплатите, заследете не на овој канал, бидете дел од нас, лајкувајте, споделувајте, слободно коментирајте, секогаш сум тука да одговорам. И ќе ми дадете едноставно до знаење дека јас ова што го правам вас ви значи. Ајде сега да видиме што да очекувате вие периодот во љубовта. Значи сите категории да ги опфатиме, затоа и многу приказни овде гледам. Еден дел од вас воопшто не се чувствувате добро во поглед на љубовта, не заборавајте, нема ништо друго. Вие не знаете што да направите да ја смените ситуацијата, а ситуацијата е таква каде вие сте разочарани од партнерот. Ако сте имале партнер, сте разочарани од него, ако не, вие сте разочарани од ситуацијата во која не добивате доволно љубов или пак воопшто нема љубов или воопшто нема партнер, нема ништо. Постојано во мислите вие како работите се поинакви, како добивате постојано понуди, постојано си фантазирате за такво нешто. А реалноста е дека вие сте сега во една мрачна состојба на духот. Вие сте скршени во духот. И тоа е тоа што ве кочи малку да уживате, затоа што на крајот на криштата во се може да најдеме уживање, ако сакаме. Но треба да ги отфрлиме мислите што не спречуваат во тоа. Да, ако сте повредени, апсолутно ве разбирам, меѓутоа ништо не смее да трае предолго за да го наруши природниот баланс на добра состојбата наша. Затоа, колку и да сте биле, исплачете се, извикајте се што и да треба да направите, испрлете го тоа од себе и фокусирајте се на се она ново што доаѓа. Сега, можно е за дел од вас оваа фрустрација, оваа тага да ја испрлите преку некои други активности кои не се така добри долгорочно, што носат последици. Значи, може да почнете да се забавувате. И ако на масата има премногу алкохол, вие ќе направите и некоја луда постапка која ќе ве однесе во ситуација после да се срамите од својата постапка. Значи, ова малку изгледа како оние моменти кога во алкохолизирана состојба испраќаме пораки или изјавуваме некому llубов или повеќе од она што го мислиме и после тоа кога ќе се отрезниме, знаеме дека не е било во ред, се срамиме од своите постапки. Така и вие овде може да се случи такво нешто за некој од вас, затоа внимавајте на алкохолот, внимавајте на прекумерна забава, значи и да нема алкохол, може да се препуштите некаде во нечија преградка, каде после тоа ќе се каете. Ова доаѓа од потребата да почувствувате малку љубов. Верувајте дека љубовта сама природно треба да дојде, не треба вие ништо да направите избрзано, што дури во вашиот случај периодот во никој случај не треба да има никакви избрзани постапки, без разлика каква да е ситуацијата, каква да е вашата љубовна моментална ситуација и приказна. Дел од вас пак не дел од вас, ова буквално за сите, значи што и да направите, на крајот на криштата, исходот од сето ова што вие ќе го направите. Може би ќе биде лудост, може би ќе ви биде непријатно, но угледот ќе си го заштитите. Во тоа ве уверувам и не ви давам сега
мотив да направите глупост во никој случај. Тоа вие сами си знаете дека не е така, меѓутоа угледот, ако се пресувате дали ќе се угледот ќе си го заштитите по секоја цена, без разлика што и да се случи во каква ситуација да се наоѓате. Друг дел од вас гледам дека јас мислам дека вие периодов малку ќе бидете ѓаволести, биле во врска или не, биле во брак или не, сами да сте како и да сте, вие ќе бидете малку ѓаволести и може нешто на страна да погледнете, нешто на страна, да направите некакви постапки, ова од вас доаѓа. И треба да внимавате многу, затоа што ако постои некој друг на кого ќе му наштедат вашите постапки, тогаш не е добро, знаеме, сите знаеме дека не е добро, затоа внимавајте. Сега, можно е да се работи за нешто што вие сте го направиле неодамна, сте направиле нешто некаде на страна, нешто сте кажале, сте изјавиле некому нешто, дури па и сте направиле некоја неубава работа во поглед на неверство и сега се обидувате да ги прикриете трагите од сето тоа или пак се обидувате да извлечете корист можеби од нештото, некој од вас, а некој од вас се обидувате да си оправдате постапката, може и сами да сте, не значи дека некому нешто сте направиле, сте го изневериле некого, туку може сте направиле нешто кое сте се изневериле самите себе си, сте се предале во нечија туѓа предградка која не требаше, па сега наоѓате начин како да си оправдате постапката. И па добро, важно, она што е важно, не треба да се оптеретувате во никој случај, се што се случува со причина, на крајот на краиштата се си има причина и доброто е што вие угледот ќе си го заштитите, тоа е сигурно. Сигурно е дека ќе се случува периодов. Дел од вас ќе бидете во состојба вие да носите одлуки. Дали вие сакате нешто, дали вие не сакате нешто и ќе бидете многу стриктни во одлуките и во зборовите и во потребите. Ќе си кажете дека кога не сакате нешто, не сакате и нема таква сила што ќе ве убеди во нешто. Или пак вие ќе бидете таа што ќе може да убедите некого дури и во работи кои тој не би си ги дозволил ни во лудило. Затоа внимавајте колку и што правите на другите периодов, нели, да се има постапки и има последици. Вие знаете колку можете и колку смеете, внимавајте на чувствата на другите, а се она што ве прави среќни, слободно да си го приуштите. Дел од вас пак ќе чувствуваат вина во некој дел од месецов, во некој период, ќе чувствуваат вина за направени некои неубави постапки. Таму каде што знаете дека не било вред, не било, вие ќе се чувствувате вина. Меѓутоа ќе се избалансираат работите на крајот, затоа што ако имате партнер и сега него сакате да го убедувате, овде знаете пораката за вас е дека партнерот ќе го убедите само преку сега методот е таков што да правиме, меѓутоа преку ласкање. На крајот на криштата не може да биде ласкање ако е тоа наш партнер, ако ние го сакаме, го почитуваме, знаеме колку е убав, колку е моќен, колку е згоден и тоа е само значи вие ќе треба да се потрудите многу околу тоа, да го убедите колку ви значи, колку е за вас важен, колку е голем и потребен во вашиот живот. И тоа ќе ви успее, затоа што тоа е правиот начин периодов. За дел од вас доаѓа периодов порака од некого која вас ќе ве инспирира да преземете некаква акција. Може би ова ќе биде порака која долго ја чекавте, од некој кој долго чекавте да ви каже, да ви пише, да ви соопшти дека ве очекува. Или пак може да биде порака од некој кој толку долго ве очекувал, вие никако да се сетите да преземете нешто околу тоа. И
сега кога ќе дојде оваа порака, вие ќе знаете што да направите. Вие многу добро ќе знаете што треба да направите, зашто ова ви е смислено од поодамна. Вие знаете што треба да направите во ситуациите кои се пред вас. И тоа е прекрасно. Значи, во каква и да се наоѓате ситуација, периодот вие едноставно знаете што треба. Точно тоа што треба да го направите, вие секогаш ќе го правите. И тоа е одлично. Единствено, ви кажав, значи, немој да носите одлуки кои доаѓаат од чувството на вина. Или пак чувство на она што мора вие сега да го направите. Носете одлуки кои се базираат на она што е вистинско во вас, на автентичноста. Значи, ако сте вие таков човек, таква личност, ако сте вие поладни, такви сте, не може да се смените. Другите ќе мора да ве прифатат и затоа треба да носите такви одлуки. Ако сте вие некој поамбициозен, таква сте, ќе мора другите да ве прифатат. Значи, во секој случај, интересен месец, многу активности, многу нешта. Најважното е што угледот ќе си го зачувате. Тоа е сигурно. И главната порака за сите вас што е, гласи вака: почекајте, немојте да избрсувате во ништо. Дозволете работите да си го земат својот природен тек. Значи, не избрзувајте. Без разлика дали сте добиле мотив, порака, инспирација, не избрзувајте, за да не после се каете. Или пак донесете одлука само тогаш кога сте сигурни дека тоа нешто што ќе го правите е правилното. Драги мои јарци, се надевам уживавте. Тоа е тоа што може да се каже овде и до следното видео. Чао, чао!